Дали рускиот председател Владимир Путин ќе нареди употреба на нуклеарно оружје? Русија официјално ја промени така наречената нуклеарна доктрина. Сега руските сили може да употребат нуклеарно оружје и во случај да бидат нападнати од ненуклеарни земји поддржани од нуклеарна сила. Доктрината неколку пати во историјата била менувана, од најострите одредби во екот на студената војна за заедничко уништување, па се до помирнодопски клаузули во 90-тите години. Првата голема промена Путин ја потпиша во 2020 година, според која Русија може да употреби нуклеарно оружје и доколку е нападната со конвенционално оружје, но доколку е загрозен останокот на Федерацијата. Потоа доктрината беше дополнета со одредбата дека Русија може како крајно средство да употреби нуклеарки доколку е пред воен пораз на терен кој го загрозува нејзиниот опстанок. Лансирањето на ракетите со долг дострел од американско производство и со дозвола на американскиот председател Џо Бајден се опасна ескалација на конфликтот во Украина. Русија одговори со лансирање на балистичка ракета со среден дострел во зградот Њепар, секако без нуклеарен материјал. Досега заканите со нуклеарно оружје беа редовна тактика на високи функционери на Кремљ, но неодамнешните действија и на двете страни ги исполнуваат условите за активирање на нуклеарната доктрина. Сепак, овие закани имаат стратешка цел – да го невозможат Западот да продолжи да ја снабдува Украина со тешко оружје. Иако се чека на новата политика на САД за примирие под водство на Трамп, се чини дека војната нема да заврши во скоро време.